Тука и домаќинот работ на Тапче Грачев. Благодарам, че сите добри луѓе ова ќе одреди и сите селенци кои мораат да напишат државата да немаат да дете. Државата претворија во тулитан. Така е. 30 години немилосрдно плячкање, уништување на државата, уништување на судбините на луѓето, кои допринесоа да се иселат најдобрите синови на оваа земја, највредните синови на државата. Толку години, знаеме историјата на луѓето, знаеме колку е пропатувано луѓето, за овие 30 години што е направено, никој до сега вкупно, сите непријатели немаат направено. За жал. Секој обид да се укаже, не да се поправи, само да се укаже на криминалите, се напаѓа. Како што сега напаѓаат демократите, затоа што ја отварат очите на луѓето. Не може во една држава, кај што нема правда, да нема ништо не може, затоа што сето тоа од неправдата се расипува и образованието, и здравството, и секој сегмент од животот. За жал. И секогаш вниманието се врти кон друга страна. Очите на народот да свртат за друга страна, за да не бидат истината да се разберат. Нема правда, нема мир. Гледаме, се случи онкологија, се случи многу работи. Да не беа протести, како што и ние присуствувавме, и за президент. Немаше никој да спомне, кога се спомна онкологија, кога застане делото на најголемиот криминалец во Македонија, тоа се појавува министерот за внатрешни работи вели, имаме луѓе, име презиме луѓето од онкологија. Не ги дадам денес. И тоа го кажува тој ден, за да не се спомне дека застарело делото на криминалец. Се ова премиерот вели дека ќе има ефтина струја после нова година. Ќе има покачување на пензиите од март месец. Значи, кој ќе преживее? Тоа се све приказки за деца. Луѓе народот сака ден по ден да пише. Сите здружени и во владата, и во парламентот, здружени криминалци, нема позиција. Сите се по позиција и сите се чуваат позицијата да не одговарат пред законот. Никој не збори за проблемите на граѓаните. Никој не збори за тоа што се случува криминалите, неправите. Него све се оправдуваат. Народот не може да живее од оправдување. Како што не може да живее од ветувањата на исполнителот сега. Колку кривични работи не се разоткрили до крај, не се расчистени. Тоа ни стои како демоклов мач, затоа што може да се повторат, ако тие луѓе не одговараат за стари криминални дела. Ние сме спремни да одговараме за секое лошо што сме направили. Верите, и нема да се оправдуваме, нема да лекираме. Меѓутоа, луѓето, верувате, овие сите силови години, политичарите не прават водали. Формираме партии, национални и не знам какви, и сите се у коалиција за да црпат од државата од народот. Затоа што никој не слуша да стане, да каже, луѓе имаме проблеми, си силуваат младите. Деца си силуваат, не млади. Основно се силуваат. Луѓе имаме криминали од таму и таму. Никој не стана да ја каже, чекај, јас се оградувам, че не оставам, че сите ставаат прст во медот. Ние демократи сме тука, собрани, да се бориме крај тоа да го промениме. И ги повикам сите добри луѓе, сите чести луѓе, да не се приклучат, ради нив сами, не ради нас. Ние немаме претензии за власт, ние немаме претензии за функција, ние имаме претензија да ја видиме оваа држава стабилна, берикетна, за да може да доаѓаат луѓе од враќањето. Тоа се